Значи, што видовме до сега? Видовме дека главниот проблем е во тоа што сме, а не во она што го правиме. Значи, тоа што го правиме е само резултат на тоа што сме. Или тоа дрво, тоа лошо дрво, тоа е злото срце. А плодовите се гревовите. Или како што имаше и од некој од цитатите, дека треба се очисти што изворот на потокот. Тука е проблемот. Ако се очисти изворот, тогаш и потокот ќе биде чист. Една работа што мора да ја сватиме, треба да сватиме дека тоа зло срце, тој стар човек со кој имаме проблем, не може да му се подчини на законот. Много јасно тоа Павле го кажува во следната глава, после таа 7 глава, 8 глава, 7 стих, кај што вели, значи Римјаните 8:7, зашто мудрувањето на телото, или тој телесен ум, е вели непријателство против Бога, бидејќи не му се покорува на Божиот закон, ниту пак може. И ова толку јасно го кажал Павле. Не може. Телесниот ум да му се покори на законот, не може да го држи законот. Не може, крај, точка. Тоа е невозможно. И тука не помага никаква обука, никакво образование, не знам каква дисциплина да спроведете. Ништо тоа не помага. Ништо не помага. Може ке се со така појака волја, да кажам, ке се стегнете и ке речете, сега ќе живеам исправен живот и ќе живеете 1, 2, 3, 5, 10 дена, не знам, и пак ќе паднете. Не може, значи, тој телесен ум, тој стар човек не може да му се почини на законот. Тоа е невозможно. И единствено решение е, видовме дека треба да се отарасиме од таа стара природа, од тој стар човек. Односно, мора да се умре, како што беше минатата тема. Што вели Римјаните 8 глава 1-2, први и втори стих, да ги повториме по кој знае кој пат. И така сега нема осудување за кого? За оние кои што се во Христа Исуса и одат не по телото, а по духот. Живеат, значи, по духот. Значи, се случила промена во таа нивна духовна природа, не само во интелектот, зашто законот на духот на животот во Христа Исуса ме ослободи од законот на гревот и смртта. Мора да доживееме ослободување, да се ослободиме од тој робовладетел. Како што вели исто Павле во 6.6 Римјаните, тоа го знаеме, нашиот стар човек е распнат заедно со него. Мора да дојде до смрт на стариот човек, за да биде уништено телото на гревот, па да не му робуваме веќе на гревот. Значи, уништувајќи, распнувајќи го телото на гревот, стариот човек, така се ослободуваме и од робството на гревот. Тука е проблемот, тука е коренот на сите проблеми. И сега да се навратиме пак на она илустрација од 7 глава Римјаните на самиот почеток со жената, двајцата мажи и законот. Иако законот сега тука не е во преден план, но алудираме на тоа дека за да жената, која што веќе е свесна дека е неподнослив бракот со првиот маж, со тој стар човек, а запознала друг, кој што е и мил, и кроток, и не е како овој деспот, кој што со сила ја малтретира, едноставно и животот станува неподнослив. Кога е свесна за тоа, таа не може ништо тука што да направи, освен да мора, значи, тој стар човек да умре, затоа што таа е едно тело во брак со стариот човек, се доека тој е жив. Законот така вели. Законот не дозволува да биде и со едниот и со другиот. И 4 стих вели, така и вие, браке мои, умревте за законот преку Христовото тело, значи со Христа се распнуваме, за да му припаднеме на другиот, кој воскресна од мртвите, за да му донесеме плод на Бога. Значи, јасно е од овој стих се гледа дека тој другиот е оној кој што воскреснал од мртвите, а тој е само Исус Христос. Ова е нормално глава што е надоврзана и поврзана со стиховите од 6 глава Римјаните. Потоа вели 5 стих, зашто додека бевме во телото, значи додека бевме со стариот човек,
Но тоа смртно тело во нашите членови действуваа грешни страсти, кои законот ги побудуваше, така што ги донесувавме плодовите на смртта. Тука малку ќе се задржаме, малку ќе се обидам, ја ви реков дека ќе се обидам да бидам попрактичен, да ја надополнеме оваа илустрација. Погоре во 4 стих се вели дека кога ќе умреме со Христа, преку Христовото тело, и ќе му припаднеме на другиот, ние донесуваме плод, му донесуваме плод на Бога. А доека претходно, доека сме во старото тело, тоа грешно тело, стариот човек, што донесуваме? Плодови на смртта. Значи, и од едниот брак и од другиот брак имате плодови. И 6 стих само да довршам. А сега се ослободуваме од законот, откако умревме за оној кој не починуваше. Кој беше тоа? Греот, кој што се манифестира токму преку тој стар човек, тоа смртно грешно тело, за да служиме во нов дух, а не во старата буква. Тука е, да кажеме, комплетирана таа илустрација, но, како што кажав, првиот маж е злобен и се однесува деспотски. Тој е оној кој што подчинува. Знаете, маж кој што сака да ја подчини жената. Не оди воопшто според оно што Господ укажува во Библијата. Значи, баш така се однесува, како робовладетел. Жената потоа, значи, сваќа дека Исус е вистинскиот маж за неа, кој ќе се запознае, нели, со Христа, кој што вистински ќе се грижи за неа, ќе и даде им милост и љубов, сето тоа што е потребно, и не знае што да прави сега. А кај плодовите, кој сме кај плодовите, што е плод на една брачна заедница? Воопшто зборам брачна заедница. Што е плод? Што прво ви текнува на памет? Децата. Децата се плодот. Плод на заедницата со тоа греовно тело, кој е? Што вели Павле во Галатјаните? Еве ќе читаме 5 глава. Значи тука е и плодот на заедницата со тој стар човек, со тоа греовно тело, а тука е исто и плодот на духот, што како што вели Павле, односно плодот на таа заедница со Христа. Или како што Елен Вајт убаво каже во оние цитати што ги читаше Ивана, која ќе се испразниме од себе. Видите, на 2 пати спомнува таму Светиот Дух го прима оној кој што не се фали, кој што ќе се испразни од себе, па потоа бива исполнет со Духот Свети, или Светиот Дух. Имаше еден друг цитат. Го прима оној кој што е понизен. Да, така беше. Галатјаните 5 глава 19 до 21. Еве кои се децата од таа заедница со првиот маж. А делата на телото се познати. А тоа се блудство, нечистота, бесрамност, идолопоклонство, вражање, непријателства, препирка, ревнување, гнев, себичност, раздори, кривоверства, зависти, убиства, пијанства, срамни гозби и слични новие. И што вели, таму заклучува 21 стих, дека тие што прават такви работи нема да го наследат Божјето царство. А плод на заедницата со Христа или плод на Духот во следните 22 и 23 стих ни се кажува кој е. Сосема спротивни работи. Нема тука блудства, нечистотија, вражање, непријателство. Туку љубов, радост, мир, трпение, љубезност, добрина, верност, кротост, самоконтрола. Вели нема закон против такви нешта. Тоа е едноставен, логичен след на брак, значи на една заедница. Значи кога си со стариот човек, преку кого греот наоѓа, значи прилика да се манифестира, тогаш ги имате сите овие караници, блудства, вражање, непријателство и така натаму. Но меѓутоа проблемот повторно не се самите деца, туку што? Самата заедница, погрешната заедница, ги ради, тоа се само плодовите. Да земете, сега да речеме да се обидете што? Да земете да ги преваспитате децата? Што ќе направите од блудството? Да речеме едното дете е блудството. Или не знам,
вражање, што? Како ќе го прераспитате? Што ќе направите од него? Не можете, за да добиете некој поинаков плод, да речеме. Не е можно, не е возможно. Значи, проблемот е во сопругот. Кој ви е сопругот? Тоа е проблемот. Замислите сега, вие може да влечете, вие сте жената, нели, ние сме жената, ние сме тие кои што сега сме го запознали добриот пат и Христа, и сега ние можеме да влечеме, да се обидуваме тоа дете, да го превоспитаме, да направиме нешто добро од него, ама сопругот влече на друга страна. И сега, вие влечете, тој влече, вие навака, тој натака и што вика? Се скина фустанот, така ли беше? Значи, не оди така работата. Едноставно сваќате дека заради телото вие сте немокни. Имате едно подвоено семејство, нефункционален брак. Секој влече на своја страна. На жената очигледно е потребна помош и што сега да ангажира, замислите сега ситуација, да ангажира некој посилен маж, што ќе го совлада овој незиниот, ќе го врзе тука и ќе да не смее да муцне и ќе функционира таква заедница. Или е во духовна смисла, која зборуваме, Исус Христос би направил такво нешто? Нема шанси, не би го делил домот со злото, со ѓавот, кажете, со гревот. Што вели тамо, мината седмица, мислам, имавме утрински стих во Јован, ли беше стихот, да, во Јован беше, ете го иде кнезот на овој свет и што? Ајде одиме, ја немам ништо со него. Тој нема ништо во мене. Ништо немаме заедничко. Не би делил Исус такво нешто. Ниту пак со такви деца би си имал работа, со такви плодови. Како вели Павле исто во Галатјаните 4 глава, дали Исус би прифатил дете од робинката? Сега ве асоцирам таму на таа парабола, кажа, на таа слика. Да. Би го прифатил Исмаил. Тоа е дете по тело. Значи, ете го плодот од таа заедница со тој стар човек. Значи, не се проблем децата, него таа заедница мора да се раскине, а не може поинаку, освен да првиот човек умре, видовме дека всушност ние треба да умреме, затоа што сме едно тело, слејани сме. Старите нагони и желби на тоа зло срце мора да исчезнат. Сега ќе навлеземе во тој дел кај што мора да сватиме што е тоа да се умре, значи како може да умреме сега, да умре таа стара природа во нас. Значи, мора тие стари нагони и желби на злото срце да исчезнат, да не постојат повеќе. А наместо нив треба се родат нови нагони, нови желби. Сите знаеме како не било природно, па може да би се уште е така, не знам, значи сето ова што се кажува од катедри, мислам и што читаме дома, нормално е Слово Божие кој што треба да не осведочи, па дали ние сме во таква состојба или не сме, тоа секој од нас треба да се преиспита. Сите ние знаеме, сакам да кажам, колку природно сме правени многу лоши работи. Значи, сами по себе доаѓале, што да не требало некојаш да одлучиме дали ќе му се налютиме на некој ако не навреди. Не, тоа доаѓало така, природно, сосем природно. Или ќе изгубиме нерви, едноставно, ќе ни пукне филмот што велиме. Сега, кога човекот станува едно со Христа, сега би требало да ни стане природно да правиме добро. Да бидеме трпеливи, спокојни во такви ситуации. Природно едноставно не биде тоа. Тоа е таа драстична промена која што треба да се случи. Значи, на тоа се мисли да тоа умирање, значи тие стари нагони, тие стари желби на злото срце мора да исчезнат, мора да ги нема. Но нешто сепак останува, значи не ќе видиме што е тоа.
Како што вели Псалмо 119 и 165 стих, оние кои го љубат Твојот закон, уживаат голем мир, не се сопнуваат на ништо. Ништо не може да ги изнервира, да ги повреди, да кажем. Едноставно имаат мир. Еве што вели Елен Вајд, оние што стануваат нови суштества во Исуса Христа, ќе донесуваат и плодови на духот. Тоа се тие деца од таа заедница. Љубов, радост, мир, долготрпеливост, љубезност, добрина, верност, кротост, воздржливост. Погоре ги прочитавме од Галатјаните 5 глава. Тие нема веќе да се поведуваат по некогашните страсти, туку со вера во Божиот Син ќе ги следат неговите стапки, ќе го одблеснуваат неговиот карактер, ќе се чистат како и тој што е чист. Она што некогаш го мразеле, сега го сакаат, а она што некогаш го сакале, сега го мразат. Горделивите и натрапливите стануваат кротки, многу сличности со она што читаше Ивана. Горделивите и натрапливите стануваат кротки и со понизно срце. Суетните и дрските стануваат сериозни и скромни. Пијаниците стануваат трезвени, а разузданите чисти. Безобзирните обичаи и модата на светот се потиснуваат на страна. И така натаму, ова е од патот кон Христа. 58 страна. Значи, очигледна промена мора да се случи во духовната природа на човекот, односно карактерот. Но, при таа трансформација, ние не престануваме да бидеме човечки суштества, со сите природни нагони, страсти, апетит, чувства. Тука ќе мора да направиме една разлика. Че христијанството не го отчовечува човекот. Тука го прави уште по-човек или по-човечен го прави. Дури во некои аспекти овие природни нагони или стануваат и уште и посилни. Ако читате тамо во второ послание до Тимотеј, 3 глава, знаете кај што се редат оние особини на луѓето од последното време и зошто времињата ќе станат тешки, меѓу другото во 3 стих се вели безприродна љубов. Че видите, злото делува на луѓето да ги испразни од таа природна љубов. И тоа е денеска светот. Ви денеска имате лицемерие на тони, а ја немате таа природна љубов. Значи, се однесувате, правите некои работи така, од бон тон, од не знам што, од и лицемерно на крајот на крајшата, ја нема таа природна љубов. Ако злото ја празни таа природна љубов од луѓето, тогаш под влијание на духот, кај наново родениот човек, таа уште повеќе добива на интензитет таа природна љубов. Или кај апетитот. Значи, Господ го создал човекот со добар, со здрав апетит. Страсти, чисто исполнување се за благослов на човекот. Страсти може би звучи онака, нели, кој ќе ги изговорим страсти. Ама тоа е дел од нашата природа, така Господ не создал. Да, желбе, може да кажем. Да. Тоа истото го прави и со наново родениот човек, Господ. Значи, кога го рекреира, ресоздава, значи, нов човек создава. Значи, тоа е новото битие. Значи, во некои ситуации, да речем, во животот реагираме чувствително, со разочараност, со тага, заради, да речеме, некои неостварени цели. Во други ситуации се радуваме, покажуваме воските и така натаму. И не е греф да бидеме чувствителни и да реагираме на одредени ситуации, но истите тие можат да водат во греф, а тоа ѓаволот многу добро го знае и знае да го искористи. Значи, наново родениот христијанин ги нема оние грешни нагони практики кои ги имал. Значи, гнев, гордост, дрскост, злонамерност, така натаму. Но тоа не значи дека не може да биде кушан. Зашто има дел од неговата природа. Тоа се тие желби, апетит, кои што Господ ги всадил, значи кои што се дел од природата на човекот. И токму на тие области, кои што се дел од човечката природа, кои што Господ природно ги вградил, во него тука ѓаволот го куша и понатаму наново родениот човек. Ако можел тамо да ги куша, баш тука во таа област, ги кушал Адам и Ева, кои што никогаш претходно не знаеле, значи за никаква склоност немале кон греф,
Така и на новородениот човек. Го спомнав апетитот. Апетитот, иако има широко значење, не само апетит за храна, јадење, како што знаеме да кажеме, и тоа е добра работа, но кога е под контрола. Исто како да речеме, кога огнот го држите под контрола, па ви користи на благослов во овие ладни зимски денови, ве топли. Ако го извадиш зоки дома од ќумбето, брикетот и оставиш на тепихот, ќе направиш пожар, значи, ама ти го држиш под контрола во ќумбето и ти е пријатно, убаво во собата. И ја дома можеме да го извадам од ќумбето, пошто тука на тој дел имам плочки, ама ќе се задушиме ако не друго од самиот чат, значи. Така и со апетитот, така со сите тие желби кои што Господ ги всадил во нас. И да го земеме сега примерот со Адам и Ева, го спомнавме. На кое поле можел ѓаволот да ги куша нив? Значи не е на зло, врз основа на таа зла природа, тие ја немале, тие биле совршени. Еве што вели Елен Вајд. На човекот му било доделено да биде Божја слика и според надворешниот изглед и според карактерот. Единствено Христос е сјај на славата на Отецот, на битието на Отецот. Доека човекот е создаден според Божиот лик, неговата природа била во целосна хармонија со Божјата волја. Неговиот ум бил во состојба да го свати она што е божествено. Склоностите му биле чисти. Немал никакви склоности кон зло. Ама, вика, понатаму разумот владеел над неговите желби и страсти. Значи, сепак, тој дел од човечката природа мора да биде под контрола. Не зборуваме за плодовите на злата природа. Тоа треба да биде чисто, очистено и да го нема. Нема гордост, нема веќе такви работи. Меѓутоа, тие желби, тие страсти што се дел од нас мора да бидат под контрола. Тоа Адам и Ева го имале. Морале да го држат под контрола. Чувствувал срека и светост во тоа што на себе го носил Божиот лик и што живеел во полна хармонија со неговата волја. Видите, среќа, светост, видите, исполнување на тие желби на правилен начин. И сега ѓаволот тука баш најпрвен ја фаќа Ева. Што ја понудил, што ја рекол? Не, вие ако земете од плодот, ќе станете како Бог. Има ли нешто лошо во тоа да се биде како Бог? Не, тоа е една чиста света желба, но погрешно насочена желба, таква желба може да води кон грев. Значи, што е она што ѓаволот и го понудил? Што сакал да каже со тоа? Ако сакал да рече да бидете како Бога во карактерот, па и тие веќе и биле, меѓутоа ете, тоа е пак добра желба, меѓутоа како што и ѓаволот сакал, значи да биде на негова позиција, да го има неговиот авторитет, неговата власт и така натаму. Значи, погрешно насочување на таква една желба води кон незиниот пат. И вели Елен Вајд, кинела плодови и јадела без страф, а потоа откако самата сгрешила, сатаната станала орудие во раците на сатаната да го упропасти својот маж. Во состојба на необична и неприродна возбуда, видите сега што се случува кај неа после падот, необична, неприродна возбуда. Тоа го прави злото. Со полни раци со забранети плодови го побарала и му раскажала се што се случило. На лицето на Адама се појавил израз на тага. Тој сватил што се случува и знаел дека тоа е веројатно непријателот. И сега, ова е интересно, сега на што ќе го куша Адам? Знаете што вели Светото писмо? Адам беше измамен или не? Ева беше измамена, Адам не беше измамен. На што ќе го куша? Повторно на тој дел, не може преку злата природа, нема ништо на тоа. И вели, но таа го убедувала него и тој да јаде, повторувајќи ги зборовите на змијата, дека не е вистина, дека ќе умре. Докажувала дека тоа што го кажува змијата мора да е вистина, бидејќи таа на себе не чувствувала никакви траги од Божја казна. Напротив, таа вообразила дека се чувствува прекрасно и освежувачко, како секоја нејзина способност да ја проникнува нов живот, веројатно како што се чувствуваат инспирираните небесни вестници. Денеска многу
ми наликува на овие денешниве реклами, знаете, Кока-кола, освежува, не знам што там. Прекрасно чувство. Адам сватил дека Ева, пречекрувајќи единствената забрана што била поставена за да се испита нивната верност и љубов кон Бога, ја престапила неговата заповед, Божјата заповед. Во негова душа се водила ужасна борба. Очајувал што и дозволил на Ева да се одвои од него и да остане сама. Но сега делото веќе било сторено. И тој мора да се одвои од својот животен сопатник, во чието друштво наоѓал своја радост. Како да се помири со тоа? Знаете, тоа е всадено во природата на мажот. Да покаже чувства на љубов и така натаму кон жената. И сега се води борба кај него. Адам се радувал што можел да разговара со Бога и со светите ангели. Тој ја посматрал славата на Творецот и ја сватил возвишената задача што му била наменета на човечкиот род, ако му остане верен на Бога. Сепак сите благослови, видите сега, ги изгубил од вид, плашејќи се дека ќе го загуби дарот кој во неговите очи надминувал се друго. Видите како сега, значи каде ѓаволот мала, каде го удира? Љубовта, благодарноста и преданоста кон Творецот. Сето тоа било потиснато од љубовта кон Ева. И сега погрешно насочување на љубовта кон жената во случај. Води кон грев. Знаете ли дека има примери денес, па, кај да знам, можда и повеќето и од браковите кои што се растураат и ради тоа се растураат. Баш ради вакви некои работи. Каде што тој третиот, кој што единствено му е дозволен да биде дел од заедницата, ќе стане по-неважен од жената, да кажем, или може би некој и децата да станат проблеми и така натаму. Се е добро, се е тоа природно, се е тоа садено од Бога, ама ако отиде неконтролирано, во неконтролиран правец, непожелен правец, тоаш може да роди грев. Тука ѓаволот куша, тука нив ги кушал и тука може да го куша секој наново родено дете. Човек. Таа била дел од неговото битие и не можел да ја поднесе мислата се раздели од неа. Не сватил дека таа иста бесконечна сила, која го создала од прав, која му подарила живот и толку чудесен изглед, па во својата љубов му дала и придружничка, може наместо ова да му даде друга. Ама не сакал друга таа. Решил да ја дели незината судбина, ако таа мора да умре, ќе умре и тој со неа. А најпосле мислил тој, нели може би сепак е вистина оно што го кажува лукавата змија. Видите, кога тука веќе паднала и тогаш, па може би вистина тоа што го кажува змијата. И така натаму, едно по друго се редат. Пред него, вели, стоела Ева, убава, надвршно гледано, исто онаква како што била и пред да сгреши, и она што често пати ја знам да го истакнам, вели, таа кон него покажувала љубов повеќе отколку дотогаш. Како што и се чинело на Ева, дека влегла во нова сфера, и како и на Адама. На неа не можело да се забележи никаков знак на смрт, да, тоа го рековме веќе, и тој решил веќе да не мисли на последиците. Го грабнал плодот и брго го изел, откако сгрешил и на Адама му се сторило како да преминал во повисоки сфери на постојање. Но помислата дека сгрешил, набрзо го исполнил со ужасен страв. Тоа така бива, значи, имаме ние искуство. Ние не сме од некоја друга планета, не знам, безгрешни. Имаме ние искуство со гревот. Ќе направиш нешто, убаво ти е, ама после, после, доаѓа она. Воздух кој дотогаш бил благ и со постојана температура, сега на грешната брачна двојка им се чинел остар, грозно студен и така натаму, се сменило веќе, тотално. Исчезнала нивната дотогашна љубов и мир и наместо тоа се појавило чувство на вина, страв од еднината и свест за голотијата на душата. Исчезнала и светлосната облика со која што биле препашани, па мора да се потрудат наместо неа да си направат себе си скутници. Значи, поентата ми беше таа, значи, мора да се избрши, да ги нема сите оние дела кои што произлегуваат, плодови кои што произлегуваат од злото, од греовното тело, смртното тело.
Но останува оној дел, преку кој што ѓаволот и понатаму може да не куша. Ако не се контролира апетитот, ако не се контролираат тие желби, природни желби што Господ ги ставил во нас, може да не однесат и тие во грев. Значи, тоа значи умирање на тој стар човек. Значи, вие не можете жената е таа, жената останува. Значи. Со тие желби, со тоа што го вградил Бог, тоа е тука. Меѓутоа мора да умре, мора да го нема сите оние зли склоности, зло размислување, гордост, љубомора, така натаму и така натаму. Значи, да не ги редиме, ги имате во Галатјаните. Значи, стариот човек мора да го нема, а додека оние природни нагони на човечкото тело мора да се чуваат под контрола. И тоа го можеме само со Светиот Дух, нормално, и читавме и во утринските стикови. Тоа е оној кој што не ослободува, да ги препрочитаме пак уште еднаш оние стикови од Римјаните 8:1 и 2. И така сега нема осудување за оние кои се во Христа Исуса и одат не по телото, а по духот. Зашто законот на духот на животот во Христа Исуса ме ослободи од законот на гревот и смрт, и потоа дури во 3 стих вели дека тоа што му беше невозможно на законот заради телото, тоа го изврши Исус Христос. И тоа го прави ден денес преку својот представник, неговиот утешител, наш утешител, мислам, и оној кој што не учи на сета вистина и на сето она што треба и како треба, и оној кој што ја чисти нашата душа. Да му дозволиме да тоа го направи, ако тоа не е случај, затоа што тоа е единствениот пат и единствениот начин. Нека му е слава нему. Амин. Господи Боже наш, Ти благодариме за Твоето Слово, Ти благодариме за Твоите вистини, кои што ни ги откриваш преку Духот Свети, преку Духот на вистината, кој што ни ги втиснува во умот, но и ни помага не само да имаме интелектуално познавање и да кажеме да бидеме само интелектуално обратени, туку ни помага да ја очистиме душата, да умреме за своето јас, за стариот човек и да воскреснеме во нов човек, во нова заедница, токму преку тој дух со Исуса Христа. И те молиме, Господи, да Светиот Дух делува, како што и секојаш делува, но да му дозволиме да уште посилно делува во нашите души, за да навистина ја примеме сета таа божествена сила која што ни е потребна, за да можеме да бидеме победници. Друг пат, друг начин нема. Исус го трасирал патот и ни покажал како е можно тоа, и само така и ние ќе можеме во заедница со Тебе, целосно предадени, целосно испразнети од себе и од сето она што значи зло срце, сета гордост, себичност, сета злоба, за да можеме да бидеме исполнети со Духот Свети и да живееме нов живот. И тогаш ќе дојдат плодовите сами по себе, и тогаш природно, како што ни било да се изнервираме, да опцуеме некого или било што, тогаш природно ќе ни биде да бидеме и кротки, да бидеме и љубезни, да бидеме мирни, сочувствителни, умерени и така натаму и така натаму. Ние тоа го сакаме, Господи, да Ти го сакаш веројатно и повеќе од нас, и затоа Ти се предаваме од Твои раце и прави Ти како што знаеш најдобро во нашите животи и направи од оваа глина садови достојни за сета слава. Води ни во оваа нова седмица среде нови предизвици, нови искушенија, и секогаш да Ти имаме на ум Тебе, дека си тука покрај нас и секогаш ни даваш излез и сила да можеме да надвладееме секој искушение. Тоа го молиме и тоа бараме од Тебе во оваа молитва. Ти прими ја и во слиши ја според Твојата волја. За се Ти благодариме во Христово име.